Го отвараме линкот што го добиваме на мејл, од десната страна имаме карта која е персонализирана за нас. Ја селектираме и кликнуваме на копчето Join Event. Тука пополнуваме информации за својот Hopin акаунт, име и презиме, мејл адреса и лозинка. Исто така, може да се креира и профил со поврзување на следниве мрежи како Facebook, LinkedIn, Google и SSO. Кликнуваме на Sign Up. Автоматски не префрлува на почетната страна, односно рецепцијата на настанот во платформата. Но, прво да го отвориме својот мејл, каде што имаме два мејла, од кои едниот е за успешна регистрација, а на другиот има опција да си го додадеме настанот во нашите календари. Ке кликнеме на првиот мејл, кој ќе не одведе до нашиот профил со кликнување на копчето Sign into your account. Тука можеме да видиме на кои настани сме регистрирани и се во тек. Но, пред се, ќе отидеме во табот Profile, за да го подесиме нашиот профил. Тука треба да одбереме наша фотографија, да ја напишеме нашата позиција и фирма и краток опис за нас. Постои опција да се додаде и Twitter и LinkedIn профил, како и сопствената или веб страната на компанијата за која работите. Од кога ќе ги внесеме информациите, кликнуваме на копчето Save. Се враќаме на почетната страна на нашиот профил, каде кликнуваме на настанот во средина за да можеме да се вклучиме. Тука не носи на почетната страна на настанот, каде можеме да видиме дека настанот е веќе започнат. Ако скролнеме надолу, можеме да видиме опис за настанот, како и агенда, говорници и спонзори. Со кликнување на копчето Enter Event, влегуваме на рецепцијата на настанот. Од кога ќе влеземе во рецепцијата на настанот, можеме да видиме уште колку време има до крај на настанот и секако да ги забележиме истите информации како на почетната страна, со тоа што во првиот дел има дополнителни информации што претходно ги немаше. Агендата по денови и можност да се пребарува одредена сесија според името. Од левата страна кликнуваме на иконата Stage за да не однесе на главниот стеж на настанот, каде сите сесии и панели ќе се одвиваат. Можеме да забележиме дека еден стеж е во живо со индикаторот кој е долу лево прикажан на стејџот. Од десна страна има неколку табови. Првиот таб, кој е наменет за комуникација на учесниците, има 3 подтабови. Стејдж подтабот се однесува за целосната комуникација на стејџот. Тука може да се поставуваат прашања во врска со презентациите и панелите од сите учесници. Евент подтабот се однесува за комуникацијата на целиот настан. Односно, било каде да сте во тој момент, тој таб ќе ви биде достапен за комуникација, пример да сте или на стејдж, или на рецепција, или пак во експо делот. Директни пораки под табот се однесуваат за секој учесник посебно и тие се приватни пораки за кои ако сакате, можете да комуницирате со било кој учесник на конференцијата. Подоцна ќе се навратиме на тој дел. Вториот таб за анкети ќе биде активен кога на некоја презентација модераторот или пак говорникот ќе постават одредена анкета за која ќе биде нагласена. Последниот таб луѓе, тука можете да ги видите сите регистрирани и присутни учесници на оваа конференција. Ако имаат зелено крупче, тоа значи дека моментално се присутни на конференцијата. Со селектирање на еден од учесниците се отвара нов таб, каде што можете директно да комуницирате и да се запознаете со одреден учесник. Тука можете да прочитате подетално од која фирма е и која позиција, бидејќи тука се покажуваат информациите кои претходно ги внесовме во нашиот профил. Корисна опција е Invite to Video Call копчето, кое може да го искористите ако сакате да направите сесија или пак повик со учесникот. Од кога ќе го кликнете копчето во четот, ќе се постира линк до таа сесија, во која може и двајцата да се приклучите, со цел да можете да направите видео или само аудио сесија. Потоа одберете опцијата Share Audio and Video и подесете ги сите ваши сетинци за кој аудио и видео уред да се изберат и кликнете Apply. Ако пак на вас ви има пишано некој или испратено покана за сесија, ќе добиете нотификација во чет табот и под табот директни пораки, каде на истиот начин со кликнување на линк ќе бидете однесени во таа сесија. Исто така, ќе треба да се подесат аудио и видео опциите. Она што е битно да се знае за оваа опција е тоа што може најмногу 5 луѓе да бидат вклучени во една ваква сесија. На левата страна горе можете да видите меѓу колку се одвива таа сесија во случај да има повеќе луѓе. Најдолу имате опции за камера, аудио и приказ на вашиот екран и секако подесување ако треба во однос на тие опции.
Кога ќе завршите со повикот, едноставно кликнете на Leave копчето кој се наоѓа во десниот горе нагол за да излезете од повикот. Следната икона во левиот сајдбар е иконата за експо делот или делот во кој спонзорите имаат свои штандови. Со кликнување на иконата се отвора почетната страна на експо делот. Тука, во зависност од тоа кој спонзор ве интересира, можете да кликнете на него, каде ќе се отвори нивната персонализирана страница. Во овој случај има приказ на видео реклама во главниот дел и од десната страна информации и понуди за спонзорот, како и попусти или наградни игри на кои може да учествувате. Додека сте во одреден штанд на експо делот, ако отидете во чет табот, има подтаб кој е достапен за секој штанд, каде може да поставувате прашање директно на спонзорот.